Здраво, Боби, како си? Здраво, добро дојдовте. Добро те најдовме, ти благодариме на поканата. Дали ќе не примиш? Останете чим сте веќе тука. Ајде. Боби, ти благодарам што не угости во твојот дом, што не покани пред се, за прв пат си пред камерите на Хајп. Како си, кажи ми за почеток? Па, види, јас обожавам кога имам луѓе во мојот дом. Сакам кога присуствуваат луѓе во мојот дом. Сакам и да се осеќате добро, исто како да сте дома. Супер се чувствувам, периодов сум полн со енергија, многу спијам и многу работам. Овој мојот го кажувам последните 20 години дека многу спијам, каде човек прави нешто друго, освен што спие. Сум кажувал зашто спијам, нели најдобра регенерација за мојот глас и за моето грло, и за колегите кои што не знаете, само спиење. И овие подочници од спиење ми се, не од пиење и од не спиење, од спиење. Така да супер се чувствувам периодов, стандард ми е работно. Да, прв пат сум во вашата телевизија и ви благодарам на поканата. Боби, велат дека домот е одраз на личноста. Каков карактер има твојот простор? Ние можеме да приметиме дека има некоја прекрасна енергија заедно тука со сопругата која што не сака да биде пред камери, си има своји причини нормално. Кажи ми, како се чувствуваш кога си дома? Што најчесто правиш кога си дома? Види, први ми е драго што ја осетивте таа енергија во мојот дом. Заедно со сопругата го имаме креирано ова наше катче, за да се осеќаме одлично и да ти е спокојно, да ти е мирно. Како што јас стално знам да кажам, после настап едве чекам да си отидам дома. Едве чекам од таа галама од тие секојдневни настапи да дојам дома и да си се оптегнам на оваа гарнитура одека пред телевизор, или пак во моето златно катче кај што таму поминувам најголем дел од времето, дали со музицирање или со нешто друго, ќе ви кажам покасно со што. Ќе видиме сега за кратко. Кажи ми само уште нешто, дали ти помагаш во обврските домашни? Дали помагаш на сопругата, можеби готвиш, можеби чистиш, дали си ги распределувате обврските или се знае, женски се женски, машки се машки работи? Први ќе ти почнем од последно. Се не ме разберат некој погрешно. Да, се знае кои се женски, кои се машки работи, но многу знам да помагам, она е надвор, но и ќе се сложи кон тоа, дека знам да помагам многу во работните обврски. Не правам ручеци, правам во овие 15 години може да направено 10 пати преку сила некој ручек. За чистење, за такви работи, знаеш како? Не секогаш, тоа го препуштам на сопругата, помагам, пак ќе речем по четврти пат, дека помагам. Ете, немојте да ме осудувате дека не помагам. Помагам. Сега, види, не знам да пуштам машина за алиште. Никад не знам тоа да го пуштам. Или имам пуштено 2-3 пати, ќе ми се јави, сврти го тоа таму, стисни го ова, стисни го, толку, чао, пријатно. Ни пак машина за садови. Ја појма немам од тоа. Никогаш не сум миел садови. Мије моцен, не знам што, сега. Така да, сепак тоа го оставам тие обврски на мојата сопруга, која што си ги прави многу добро. Боби, подоцна ќе разговараме малце за твојот специфичен стил, што го имаш моден, но сега во моментот можам да ги забележам твоите интересни чорапи. Ми бода толку од преска, дали од каде, дали ти секојдневно носиш вакви чорапи или можеби ти се со некое посебно значење? Баш види, ја имам една полна фиока со све различни вакви шарени чорапи, дури пријателите и луѓето што ме пратат по социјални мрежи знаат дека еден период секој втор ден ја објавував сториња со различни чорапи, една жолта, една црвена. Јас си играм како што јас се сакам. Видиш, добро што ме потсети, овие чорапи ми беа во една кутија и подарок ми се од една моја пријателка, моја обожувателка, која што малтене на секој втор настап се кај што јас пеам и така да многу имам, многу. Онакви, да речеме, еднобојни, они бели чорапи, мислам дека ни едни,
црни чорапи имам 1-2 пара, оние што требаат кога ќе облечам некој костим или кога ќе си го облечам тоа едно што си имам розевко фустанче довдека до подколеници, тоаш ме отвара црнича се жал. И така да и толку. А иначе све ми се вакви шарени чорапите. Да. Боби, спомна обожавателка, јас знам дека на твоите настапи ги има многу. Дали некогаш си се соочил со некоја интересна ситуација со обожавателките? Ова ми е тешко прашање заради тоа што ја 3-4 пати неделно пеам и милион пати се дешавале не знам какви дешавки, ама сега некој и стварно не ми текнува. Биди конкретна на што Па ете некоја незгодна ситуација или ете некој фанатик да те прогонува, да те контактира често, да ти пишува пораки, да ти звони на број. Дали си имал некои такви обожавателки или сите твои се културни? Не, види, ја имам добар круг на луѓе околу мене што ме пратат. Не сум имал, фала му на Господ, не сум имал. Не знам како би изгледало сето тоа, некој да ме прогања, да ми звони на телефонот ни едно време или да ми праќа пораки. Ја имам отворена комуникација со сите кои што ме познаваат, дури јас се ставам на позиција на менаџери, на сопственици на локали кај што пеам, па ја им резервирам, ја ги сместувам, јас ги пречекувам на врата. Така да секој може мене да ми пише и знаат тоа, јас никош не се фолирам. Така да, а дека имало некои, па знаеш, може се деси да се качат одеднаш 2-3 девојки господи, вакво господици на бина, па некој да ме гушне, па да сака да пее, па оваа друга ме тегне да сака да пее, но тоа се најнормални ситуации, тоа ми е мене интересно и на нив им е интересно, така да за среќа не сум имал такви работи. Боби, сакам се малце да прошетаме низ твојот дом, што на првото што сакаш да ми го покажеш? Па види, ова е нашиот дневен простор заедно со трпезаријата, каде што дека го поминуваме времето со семејството, со тие ручеци, оброци, сите тие работи, одмарање пред телевизија, состаноци семејни, сите тие се државаат овдека, со моите 2 деца, нормални сопругата. Имам да ви покажам, например, ви сами можете да видите, имам некои драги, како што ми овдека имаме на икона, од Охрид ни е таа икона, многу драг елемент во нашиот простор. Ете, а и статуата која што од една европска држава, која што секој, знаеш како, секој парче си ни има на нас посебно, речи го посебно, како посебен белес. Никога нема да ми текне некој збор. И така да ети некои книги таму кои што јас само им ги знам насловите, тоа жена ми таму чита, јас врска немам. Што друго да ви кажам за имам една убава рачно изработена, насликана фотографија од еден мој многу драг пријател. Таа е на тој крај од нашиот дневна. Има посебен момент и посебен дел да онака да ни е краси дневната. Мене ми боде око таму една просторија многу интересна, нема да откриеме, сега ќе се упатиме натаму, па можеби ќе ми ги исполниш моите барања што ќе ги побарам сега. Најпрво да запееме малце, затоа што исто како да не сме дошле ако не ни запееш. Добро, знам, секогаш кога ќе ме фатат дали вака на некој интервју или у кафана кај што сум отишол било каде да седнам да со една чашка вода или било што. И одма велики ми го дадат микрофонот, така да немате проблем. Не можам и забрането ми е да ви ги покажувам одаите и вакво кралските одаи на моите синови. Тоа е, тука се тие двете соби нивни, кои што преска ми кажа, тато, ке нас, добро, тато, ке вас влегување нема, само ке нас. Така ги разбираме се, они се малце во тие години кои што се срамат, нормално е. Ајде, Боби, да се упатиме кон таа просторија, па да видиме што ни имаш спремено. Идеме. Сум јас за тебе погледни во себе, ге свати сега сама, дека јас сум само твоја рана. Не сум јас за тебе погледни
свати сега сама, дека јас сум само твоја. Боби, каков прече, каква добре дојде со песна, кај вас дома цело време ли е вака весело? Па дали од мене, дали од синовиве, поготово поголемиот син, тој гитарист, малиот син е на пијано. Идат на часови, вежбаат, тргнале по стапките на татко им, музикални се по мајка им. Така да, дали од нив или од моја страна, па види, не 100%, но 70% текот на денот знае да ечи музика од кај нас. Така. Боби, каде сме сега во моментот? Кажи ми овој простор од твојот дом, зашто е наменет? Гледам, значи има инструменти, има звучници, има компјутери разни, награди, гитари. Раскажи ми, дали ти тука го поминуваш најголемиот дел од твојот ден? Дали тука ти доаѓа инспирацијата за твоите песни? Види, ова е во 14-та одаја од мојот харем. Ова е едно ќоше од мојот стан, каде што овдека 80% од денот, тие 20% е само што ги спомнав преска, тие состаноци семејни или тие ручици, или некогаш кога ќе треба нешто се гледа на телевизија, затоа што јас и гледам телевизија, ама не толку многу да гледам телевизија, повеќето сум овдека. Овдека, како што можете да видите, има и опрема и за подкасти, опрема и за снимање на музика, како едно мини моје студио, кај што јас си ги правам тие некои мои песни што ми требаат за понастапи. Тука и мојата галантерија, мојот накид. И кај зирнете позади има и некоја награда, има и доделување на штафетана. Тоа е поклон од мојата сопруга, за мојот роден ден или така нешто. Ете го Оскар, така. Овој овдека делче од една исто така моја обожавателка, која што е рака со микрофон и доле ако гледате пишува таму негде. Тоа е мојата песна, тоа е една од моите песни, така да еве овој Music Award церемонија, тоа кај што бев номиниран со баш таа песна. Така да ова ми е катче кај што поминувам и заедно со клавиатура многу време, дали за спремање на некои песни што ми се потребни по настапи, а и за најголем дел од кога поминувам, кога одмарам, тоа е оние денови под понеделник, вторник, среда, кој што не сакам никој да ме чепка. Тука е делот кај што јас многу геймам или кажано играм игрици. Тоа беше моето наредно прашање, значи опремата и за геймање. Дали е тоа потајна пасија на Боби? Па види, таа е пасија од како ја имам компјутер, тоа е многу години и од тогаш евидентно не стави. Мислев дека, знаеш, стално ми викаат така некои пријатели, аве ти младци, па сега ќе видиш, ај ќе ти помине, како да не, еве, до душа јас сум уште млад. Не ви, ама тоа не може да ми помине таа желба за тоа играње. Имам неколку наврати кажано дека само тогаш јас најдобро одмарам, тогаш најдобро се релаксирам, најдобро тогаш смислувам сва и свашто у главата, дали за мојата работа, дали за фамилијата, за семејството, за секојдневието, али тоа ми е најголем одмор и најголема желба која што ми исполнува после музиката. Боби, не можеме да не го приметиме твојот специфичен моден стил. Значи, кој те знае ти како се облакаш, како изгледаш, дека има специфични парчиња, особено накитот, што тука ми го одзема вниманието, мора нашите гледачи да го видат. Дали ти ќе можеш накратко да ми ги презентираш, не сите, пошто да е невозможно, дел од твоите најомилени парчиња накит? Види, тоа ми е едно катче каде што таму е закачен на секое парче накид кој што е купено од секаде, од кај да отидам, дали од нашава држава, дали од некој европски град. Ја првин што гледам, првин влегувам у продавница за накид. Тоа ми исполнува, таков сум си, ја и по дома, но се мене има врска, не сум се спремал ради вас. Ја од Сабајле станувам, се спремам, ќе се намонтирам и дали ќе излезам доле мало на некој кафенце, дали нема да излезам, јас сум тој ваков, у фармерки. Како можеш у фармерки? Можем у фармерки, мене ми е топ у фармерки да си седам. Така да овдека има доста интересни парчиња накид кои што имаат и интересна, па не историја, него од кај ми се, па најдов дури еден лик кој што јас ќе му кажав што сакам како овој прстен, овој него симнувам од рака, кој што сум објаснувал, сум го цртал сам, за онда ми го излие од некој
не е ни битен, ни вредноста не е битна, тоа сакам да го кажам. Овде ќе има никој што сакал да спомнам до душа, има и некои добри парчиња кои што сум ги купил од некој европски град, а има парчиња кои што се стварно ефтини, кои што јас дали за накид, дали за гардероба, никогаш мене не ми било тоа дека јас морам да носам нешто брендирано мега ултра скапо парче на себе. Бог да чуе, имам маичка луѓе од 300 денари кои што сме убили од носење, кои што или тоа никогаш не ми возбудувало дека јас морам да бидам цел у бренд. Имам некои 2-3 бренда тука што ги има по Скопје, што ќе ги начекам некош на попуст, па ќе си купам некој парченце, така да тие што ме познаваат знаат дека сум таков. Така. Гледаме дека си перфекционист кога е накетот во прашање. Исто и гардеробата ве спомна дека Не само тоа. Јас сум во добро си ме проценила, јас сум во секојдневието тоа што го каже перфекционист. Едно време ми сметаше, не може со тоа, но се помирив после 30 на години и еве веќе у последниве години сум функционирам така и сум, како да кажам, дека сум се помирил со тоа дека сум таков. Дали би излегол по пиџами полеп? Дали едно 100 пати до сега. Не само тоа, јас доли имам едни карирани црвени пижами, со некој Дото Мрасово дека имам пенјуар, како го викаат пенјуар освен дружи? Наметка некако. Да, наметка со Бетмен и имам висока кожна чизма и наочара, јас ги се симнам, дека ме види на комшија, знаеш, онака да века, они научени, ја ке солучен. Каде леташ? Кај отиде, вика ти Бетмен? Кам комшике полеп да идам лекце, нешто крставички да земам да има за вакото. Да, многу пати мислам, па тука ми одма до мене ми и продавничката, пилјарчето и свашта, така да немам ја комплекс од тоа. Така. Дали постои некое модно парче што никогаш не ми го облекол? Што го поседувам или што постои у светот што не? Како или што го поседуваш? Дома не ми постои такво нешто. Не постои, што се не гледаме луѓе по интернетот. Па не знам што да ми дават на светов, јас такво нешто не би облекол. Не би облекол, оста што се шалам ја и знаат, имаме на фотографија за маскембалот кога беше ја облечен во господја, не облечен во некоја си вулгарно со минич, не облечен со до подколеници, халина со сериозен добар број на ова гради. Дури овдека ми ставија еден, како ви се вика, тоа еден каиш овдека, па почнав да пеам и со каишот. И како гледам дека не можам да пунам плуќа, фрлив и каиш, све со перика, нашминкан, тоа бев стварно добра жена, со твик, како стварно бев добра жена. Ама не можев доле да најдам штикла дека носам малтене поголем број и доле си бив стандард у моите високи чизми и црни чорапи. Видео дека имам едно посебно парче, ме имат видено малтене 100 пати у задње време. Тоа е ова парче овдека. Ова е рачна изработка, купено од еден европски град. Случајно застанувам ја покрај штандот кај што се правеше на Крисмас маркетови, кај што се, и дечкото гледам витка некои вилјушки лажици прави накит овдека за навакво и го гледам ова уствари е рок од Елен, кој што првин се мислев дали да го купам, но човекот работи со тоа, живео тоа, екзистирал тоа. Го распрашав дали друг пат има правено, не рече дека јас нема да бидам прв, но ова е дека ова ќе ти биде уникат, дека ќе биде само едно вакво на цел свет, затоа што, не знам, тоа ми обяснуваше нешто, него не сватив, со кожно, нели вакво, и така да ми едно од подрагите парчиња накит у последно време, што сум го добил како и овој. Вау, што тоа? Види го, човече. Ова дури го користев за снимање на еден спот, ама не можам да го користам за излагање, затоа што види кај фаќа овдека. Можеш да извадиш очи на некој. Ја можам сам да си извадам очи, да извадам очи на некој. Тоа ме повредува овдека у прстот и не можам да свирам ни на десна, ни на лева рака, така да овој само ставен вака кога ќе дојде некој да ме праша што ти е ова, а да не ти кажам за ова. Види го какво е. Види, ова се некои парчиња кои што дали по продавници, дали од некои веб сајтови. Све сум ја нарачувал тука само за да... Дори сум си нарачал и бастун
Еднаш ме болеше кичмата. Да, озбилно, сериозен сум, ти кажам. Ама види го Бастумов каков е. Гле. Ова за подоцнежни години или за не дај Боже? Види, ова беше еден период кај што имав стварно некоја повреда позади на грбот. Леле, викам, јазерам ја толку отидов. И викам, дај се земе на Бастум, случајно го начекав во еден град. И знаеш, вака да, многу добра фора е со Бастумчево. Ова е стварно за подоцнежни години, дај Боже да не ми се поврати таа болка што сум имал тога, што е сериозно лошо. Така да, овдека имам рачни изработки на накид, тоа се овие две парчиња. Тоа е ова е рачна изработка и ова исто. Ова е оној дел, знаете што овдека вака стои. Вака стои на делот од раката. Тие ми се исто милени парчиња и еден куп часовници кои што у текот на мојот живот сум си ги купувал, дека еден ден ќе ги носам. Ама нели со современото современо оживење со овие смарт часовници, јас дали по 2 пати ќе имам ставено овие. И тука имам некој резерва случајно овие 2-30 прстени ако ми паднат или ги изгубам, тоа е да за секој случај да си имам резерва, не дај Боже јас да не останам без некој прстен. Ќе видат гледачите дека станува збор поготово за овие скелети, како да ги кажам, да, јас сум си верник и сите тие работи, но ова е еден наметнат стил од своја страна на себе, така да немојте да ме разберете погрешно, али ова е нешто што обожавам да го имам уште од времето на оној филмот со Арнолд Шварценегер со Терминатор, знаеш, може ми останало како дете во пубертет. Така да овие се тие тука кои што јас секој сабеле станувам. Пренов дека доаѓам, видам денеска според времето и според прогнозата што како ќе одговара или според бојата на гардероба, а ке мене е само црна и бела, што ги ставам на себе и така да тоа е едно мое катче кое што јас си го обожавам. Боби, константно работиш, значи цело време си пребукиран, имаш настапи, да не речам скоро секој ден. Кажи ми што има на музички план ново, раскажи ми, извади многу песни, многу видеоспотови, што е следно од тебе? Па добро, букиран сум секој ден. Па не секој ден, ама фалам на Господ, секој викенд е букиран. Само ја си давам малце воздишка и малку по неколку дена да се одмарам. Со тек на годините више сум во подоцнежни години. Така да само нека има работа, не за мене, нека има и за сите, а дека има ново, одснимив нели 9 песни на српски јазик за како албум го. Додуша не го заокружив ја како албум, ќе вадам ја пак српска музика, да не се повторувам по 100 пати, но сега маца сум сконцентриран на македонска музика. Тоа е сето тоа тие коментари што редовно ги добивав по социјални мрежи или по свирки, дај човек, дај сними нешто, ајде ќе снимам македонско. Еве снимам, веќе 2 песни се готови, ама малку сум проблемот и јас тука, кој што јас сакам за секоја песна да имам и спот. Така сум го зачнал тоа. Не дека може некоја песна да помине така, ама ете. И сега тука малку се теркаме околу видеозаписите за песните. Македонски, така да ќе има и уште неколку македонски песни. Сакам и цел албум да го направам. Тоа е најново од музички план. А иначе добар сум, фалам на Господ, добар сум, бев малку болен, имав некој вирус. Како сите ние. Боби, многу интересно на твоите настапи што настапуваш сам и свириш сам. Тоа е многу интересно. Кажи ми како го постигнуваш тоа и колку тоа е сето тешко да се фокусираш и на инструмент, и на музика, и на желбите на публиката. Како го постигнуваш сето тоа? Па тоа ти е прашањето од преска перфекциониста карактер. Јас сум таков по природа кој што ја и кога зборам сега со тебе, ако седи он дека друг на масата, не сум ја крив, такво си од мене створено. Ја и нив ги слушам што зборат. Не ве преслушкам дека зборите по свирки, не го сакам ти кажам дека тоа е до мене, така да ја и пратам публика што сака и што неќе додека пеам. И може да пишувам пораки на телефон или ми нарачуваат песни на телефон, ако нарачувате ми.
и да смислам која е наредна песна и да отсвирам или без разлика јас имам и готови песни кои што си ги правам па или да ја пуштам. Без разлика пак тоа е сетен склоп и тоа ми викаш дали е како ми праша дали е тешко и чудно. Дури се соочувам со некои локали надвор од државава кои што сакаат да им настапувам, ама на нив им е чудно како јас сум тоа сам. И па добро луѓе како сум сам, они ме гледаат сам, да ме кај ти се уште 5 луѓе. Па немам, јас сум сам. И јас ќе останам сам додека не ми паднат задните мускули. Така да, ама и за тогаш имам резервна опција. Ето го големиот син. Тој е гитарист, малиот син е сесарист, дури големиот син почна со мене, имаше една заедничка свирка во еден тука градски локал. И го гледам дека желбата има, преголема е. Он свири дури оноа рок, таму кај што хеви метал, таква музика. Поп музика, странска музика и наша, ама со мене ете го почна више да слуша и Тоше, и Владо, и од српскиве пејачи, од хрватскиве пејачи, се оно што го изведувам на моите настапи. Така да нич не е тешко да се свириш сам. Еве, земи си еден синтезајзер, ти кажам, ти кажам кај се стиска и кај се попушта глас. Да беше така лесно. Па така ми вика, што ти е тебе лесно, дека ми вика. Бе, друже, викам, па и тебе што ти е лесно, видиш што си ти доктор. Леле, викам, колку ти е тебе лесно. Да знаеш дека не ми е, па ни мене не ми е лесно. И ти си хирург, и јас сум хирург. Исто е. Без разлика што јас немам ден музичко училиште во мојот живот, јас сосема друга дејност. Друг правец фатив, ама за школување. Иначе од 6-7 деление сум со музиката. И ако не се посветиш и ако немаш доволно љубов и да гори тоа во себе, така ќе помине, ќе најдам бенд, па ќе се шлепам со ова, не бре, ја станувам и легнувам со поимот музика и после толку 25-6 години колку се занимавам, се уште ми истата желба. Бобе, имаш изјавено негде прочитав дека твојата мисија е да лекуваш скршени срца. Дали е тоа вистина? Што значи тоа? Па, мојата секундарна работа е дека јас сум психијатар. Доаѓаат ке мене на вакво што вие? Скршени срца. Што значи тоа? Дали е вистина? Па тоа не знам колку вие знаете, ама мојата секундарна работа е дека јас сум психијатар. Имам ординација која што веќе и сеанси давам за луѓе. Знаеш дека се шалам, така? Психијатрија на друг начин. Ба види, што да правам? Тоа Господ ми дал да кога ќе дојде некој, раскинал со девојка му, се скарал со жена му, го отпуштиле за жал од работа или било што, и ќе дојде у кафана, у некој локал кај што сум јас и јас сум таму застанат на сцена за да ви направам нешто за на вас да ви биде убаво. Да заборавите на тие 2-3 сата и да се отидете дома и другиот ден пак исто, ама барем во тој момент стварно тоа ми го дадува како некој надимак ли како демек јас сум лечел срца, лечам и фала му на Господ што е така и дај Боже уште многу години да ви ги лечам вашите срца. И вие моето на некој начин. А вие моето, на кој начин вие моето срце може да го лечите? Само да кај што ќе присуствувате таму, телефоните да ги ставите на страна и да се забавувате и да ми давате убава енергија, да ми се смеете на мене. Јас ќе ви се смеам на вас. Кога ќе ве прашам која песна, не една, 3 кажете ми песни. Тука сме за да ни биде убаво. Моето следно прашање беше тоа, дали некогаш твоето срце било скршено? Фала му на Господ, не памтам такво нешто у моите последни 15 години, толку памтам. Ама скршено, ви одговорив. Ама онака да сум бил малте не напнат ради нормално живот, секој не ви е нервозен, се десило тоа, дури и некои кои што сериозно добро ме познаваат, ми викаат демек ми се познава на мојот лик. Што да правам кој ми се позна? Ја и тоа ќе биде првите 15-20 минути, после нема ми се познава, фрлам 2-3 чаши вода, па после ќе ми речем да ми донесе едно бокалче од 6 литра вода и тоа ќе го испијам. Не пијам толку вода, бе се шалам.
Ако добро е водата за хидратација. Боби, твојата музика секогаш има силна емоција. Кој е најличниот стих што си го испел некогаш или што си го испел во твоите песни? Од моите песни? И сега, како ме фатио, треба ми се јавише вчера, па да ги разлеа стихове. Некој вака што ти текнува на прва? Па ова што ја пеев преска. Не сум јас за тебе, погледни во себе. Кажи ми, ако утре можеш да направиш дует со било кој пеач, некој по твој вкус, ете што го следиш, македонски или од балканската сцена, кој би бил тој и зошто? И од нашава сцена би сакал да снимам некој дует со некој од... Па не знам со кој, можам и со... Зборам од машки изведувачи, можем и со Лосано, со Тара, дечки од Браво бенд, со Сашо, со Панки, Кукулеле, ети со нив можем. А од женски изведувачи, од нашиве, да ти кажам, од младиве многу стварно не се фолирам, ама стварно не ги познаам младиве. Имам слушано доста млади изведувачки како сериозно добро звучат и добро работат, така да тука не можам да ти одговорам за машки и женски дует, која би одбрал некој од нашиве повозрастни, па би оставил туку дел од Каролина. Каролина ми е, со незе би отснимал стварно добар дует, со два различни стила, некој би ги потрефил и јас лично. А со балканциве, таму имаме поголем вакво избор. Аца Лукас. Ја и Аца Лукас. Бре, каков дует би направиле некој. Со него би направила од жениве... Рок дует некој. Рок дует, ти сега, кај го фати Аца Лукаса, одма ветерана, кршиме чаши. Знаеш ли некоја песна од Лукас? 90% сите. Како брача? Праше дали не знам, а имам некој што не ги знам уствари. Има кој ќе ми побарат некоја песна од Аца Лукас, стварно не ја знам песната и стварно жал ми е што не ја знам таа песна, али ете, можеби ќе ја научи. А јас го обожавам Дино Мерли. Он ми е баш пред некој ден го зборевме со сопруга, како може толку од 10 песни, како 10, од 100 песни 95 да му се хита. Со таков некој човек би. И пак не ви дав одговор за некој од жениве, али и нема ни да ви давам затоа што не ми ни текнува. А ако не си пеач, дали си размислуваш што би бил? Војник. Војник? Да, тоа сум го кажал многу пати. Јас се спремав како млад, кога беше осмолетка, кај ќе се запишуваш, нели средно, многу сакав да бидам полицаец. Татко ми покоен беше полицаец, кој што јас не знам дали живеев во такво време или кога. Многу сакав да бидам полицаец, поврзано со тоа и некој војник. Знаеш тоа што произлегува од оние пубертетски детски денови, оние филмови, она филмање, знаеш, сме гледале филмови со војници со такво време, но нема врска, можеби тоа било, ама јас стварно се осеќам дека би бидел на преживување у некоја пустина, да јадам корење од дрва, секоја почит за тие луѓе кои што го прават тоа е сериозно. Не сум го правил, би сакал некогаш да се истестирам да направам некое такво нешто, ама ете тоа би бил со сигурност. И не би останал некој си на една позиција, него така, да можеби како сега што сум карактер, не сакам да седам вака, него секогаш се надградувам, така да би се надградувал, да бидам нешто што, не знам што би можел да бидам у највисок чин на војник, освен да те ставате некој командант ли, не им ги знам чиновите, но пак не. Јас би си бил, уствари, грешка. Јас би си бил типичен војник. Со ранецот од многу килограми на грб и идеме. Бобе, сега слушам дека имаш некој изненадување заедно со твојот син, да ни отсвирите една твоја песна. Тоа е ексклузивно, мислам, до сега никој го нема видено. Ќе видиме што е изненадувањето, може да го викнеме и дали си спремен. Лука! Ти би htjela život moj, moju ulicu i broj. Ti bi htjela moje sve, a ja samo tebe. Jer sve što imam, sve je laž. Samo ti me pomeraš. Znam da tvoja duša
slušajem, tamo negdje. Јас сум Боби Павловски, а вие гледате Hype Македонија.